многу Весна за инспиративното обраќање, но и за визијата со која го водите Сдруженијето во овие значајни времиња. Во продолжение следува содржина која се навраќа на една од клучните теми со кои се соочува финансискиот сектор, регулаторниот, договорниот и правниот контекст на новите технологии и пазарни инструменти. Ни се обраќа Драган Лазаров, адвокат и основач на адвокатската канцеларија Лазаров, со која АЦИ Македонија во изминатиот период воспостави блиска соработка, како што веќе и објасни Весна во својот говор, а канцеларијата Лазаров, како што веќе и разбравте од денеска, е асоцијативен член на нашето здружение и важен партнер кога станува збор за усогласување на пазарната практика со актуелните регулативи. Лазаров ќе ни презентира краток, но содржински преглед на темите што се поактуелни. Развојна правна и регулативна рамка за деривативи. Драган, сцената е ваша. Благодарам, Огне, за најавата. Почитувана вице-гувернерка на Народната банка, госпоѓа Емилија Нацевска, почитувана председателке на АЦИ Македонија, госпоѓа Весна Трајковска, почитувани членови на АЦИ, професори, колеги присутни. Најпрво би сакал да ви го честитам јубилеот на ова 30-то годишно собрание на АЦИ Македонија во годината во која се одбележуваат 70 години постоење на АЦИ и да ви посакам уште многу години успешна работа. Ви посакувам да останете посветени на оно што го знаете најдобро и да продолжите со истиот ентузијазам да водите со пример и со дела. Благодарност посебна денес за приемот во членство. Прво благодарност на поканата, благодарност на председателката Весна, на сите членови од управниот надзорниот одбор и на вас членовите. Благодариме на довербата. Верувам дека ќе продолжиме натаму како и до сега да соработуваме успешно за уште многу други нови работи. Минатата година се обратив пред овој ценет форум на професионалци со големо задоволство најавив почеток на еден нов проект кој ќе заокружи повеќегодишен стремеж на сите нас овде. Сега можам да кажам дека сигурно ги поминуваме суштинските и веќе завршни фази на тој проект и дека сме чекор поблиску до целта. За потсетување, минатата година започнавме со спроведување на проектот Развој на правна и регулаторна рамка за деривативи и репо трансакции, кој се спроведува од страна на Европската банка за обнова и развој и со донаторска подршка од владата на големото војводство на Луксембург за потребите на главниот корисник на проектот, Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Токму АЦИ со несебичен ангажман, кој што траеше со години како партнер на овој проект, е еден од најзаслужните што конечно ќе добиеме европска правна рамка која ќе донесе многу нови можности за вашата работа. Направивме, би рекол, еден храбар исчекор и предлог законот кој го подготвивме го насловивме како Закон за финансиски колатерал и нетирање. Нацрт текстот за првични коментари е подготвен и дел од засегнатите страни веќе имаа можност да го разгледат и да дадат првични коментари. Денес би сакал да се осврнам малку на структурата, на самата структура и што предвидува законот. Како што кажува самиот наслов, овој предлог закон ја поставува законската рамка за финансискиот колатерал и нетирањето, односно close-out nettingот. Со тоа фактички правиме двојно усогласување со регулативата во две многу важни области. Односно, прво правиме целосно усогласување со најновото европско законодавство од директивата за финансиски колатерал и воедно воведуваме нетирање како инструмент, односно правна можност. Правната рамка за финансиски колатерал постоеше и досега, но истата не беше усогласена со најновите прописи, а воедно беше потребно и соопфетно терминолошко усогласување на целиот закон. Додека пак нетирањето е сосема ново, односно за прв пат се воведува во нашето законодавство. Токму поради недостаток на овој инструмент во нашето законодавство, Меѓународната асоциација на свопови дериватива, ИЗДА, од Лондон, нема објавено правно мислење за нашата држава. Ова ја прави Северна Македонија непривлечна за повеќето глобални кредитни институции и други финансиски институции кои не се подготвени и не можат да преземат дополнителни ризици. Вие како домашни учесници на пазарот знаете дека имате потешкоти во воспоставување на прекогранични трговски односи и неможност за склучување на трансакции или кога тие се во можност да го сторат тоа, нивните договорни страни не се подготвени да склучуваат долгорочни трансакции во отсуство на ваква соодветна регулатива која штити од ризици.
Верувам дека на повеќето од вас им е познато, но би сакал сосема накратко да се осврнам на клучниот нов институт од предлог законот, нетирањето, односно close-out netting, или затворање со пребивање, кој што е во правниот свет е релативно нова терминологија, нов и во финансискиот сектор се користи од раните 90-ти. Close-out nettingот има одредена сличност со класичниот правен институт на пребивање, односно може да се врши во однос на сите неподмирани обврски во еден правен однос, без оглед на нивниот вид, односно плаќање или испорака и валутата. Употребата на прибивањето со затворање е ефикасна техника за намалување на ризикот, затоа што овозможува на договорните страни во главниот договор да го следат и управуваат кредитниот ризик на другата договорна страна, што произлегува од транзакциите склучени според договорот на нето наместо на бруто основа. Исто така им овозможува на договорните страни драстично да го намалат износот на нивните изложености на кредитен ризик, што го олеснува управувањето со ризикот и ги оптимизира трошоците во таа смисла. Генерално, во нашата регулатива во моментот не постои некоја забрана за македонска договорна страна да склучи главен договор кој содржи такви одредби. Страните сепак се слободни да се договорат за таквите договори според општата слобода на договарање, но сепак спроведувањето на еден таков аранжман во случај на инсолвентност на една од страните или реорганизација во таков договор е под знак прашалник токму поради оваа неусогласеност и одовде произлегува главниот ризик. Ова е причината зашто овој институт се смета за една од најзначајните техники за облажување на кредитниот ризик и намалување на системски ризик во националната економија. Сепак станува збор понекогаш за многу договори со многу висока вредност. На светско ниво се уште постојат бројни предизвици за спредувањето на овој механизам. Иако постои со години, се спроведува, се користи многу, сепак има одредени предизвици, но благодарение на постојаниот развиток на пазарите и на технологијата, сите тие предизвици се решаваат на многу ефикасен начин. Како еден таков пример, ќе земам најновата иновација на ИЗДА, Лондон, која решава еден суштински, правен и финансиски проблем. Кога настанува, станува збор за една нова платформа, која го решава следниот проблем. Кога настанува еден одреден правен настан, како што е отварањето на стечај на една од договорните страни, во таков случај се активира нетирањето, односно се може да се направи close-out netting. Првиот клучен чекор е, верува или не, да се направи уредна достава, кој што е класична правна работа, односно мора другата страна да биде соодветно правно известена. Со оглед на вредноста на одредени вакви трансакции, јасно е дека секој формален чекор, вклучително и особено првиот, мора да биде целосно испочитуван. Во пракса се јавуваат проблеми затоа што најчесто двете страни се во две држави, два континенти може да бидат, но ИЗДА после долгогодишни анализи и соочување со овој проблем најде едно решение и создаде на електронска платформа ИЗДА Notices Hub, во која што било кој учесник може да биде член со годишна членарина и кој што е правно валиден, ефикасен начин на доставување на овие известувања. Значи се одвива веќе електронски. Со тоа се реши еден клучен проблем на светско ниво и ефикасно се намалуваат ризиците, што директно придонесува за понатамошно развивање на пазарите. Ова користењето на технологијата зема се повеќе замав, така што пред 2 дена на годишното собрание на ИЗДА за прв пат се објави еден white paper со кој се посочува, па на одреден начин и се дозволува користење на вештачка интелигенција во конкретно за екстракција, односно вадење, интерпретирање и дигитализирање на клучни клаузули од договорите на ИЗДА. Се започна од ИЗДА Credit Support анексите, меѓутоа тенденцијата е ова да расте, значи да се продолжи. И така што може да се заклучи дека брзиот развиток на вештачка интелигенција ќе има и текако големо влијание на тамошно развивање на пазарите. Ваквата динамика на светско ниво за нас е достижна, но само доколку се постојат цврсти правни основи. Токму овој недостаток во домашната регулатива е што стои помеѓу вас и многу поголемите можности за развивање на пазарот за деривативи во Македонија. Затоа, целта на воведувањето на законската регулатива за пребивање со целосен опсек е да обезбеди поттик на учесниците на пазарот, да го зголема обемот на тргување со деривативи и да се вклучат во нови видови финансиски трансакции и на нашите пазари. Би споменал и другите клучни аспекти на законот, значи покрај нетирањето, новиот предлог закон прави целосно
терминолошко и правно усогласување со новите Закон за финансиски инструменти, Закон за проспекти и обврски за транспарентност за издавачите на харти од вредност и Законот за решавање на банки. Понатаму се дефинираат субјектите кои може да бидат страни во договорот за финансиски колатерал и нетирање, се дефинираат видовите на колатерал, начините на давање на колатерал, неговото располагање, користење, промена, извршување, значи целосна регулација на колатералите. Се создава правна заштита на аранжманите за финансиски колатерал и нетирање во врска со и во односи со други закони, особено Законот за облигационите односи, Законот за стечај, и ова е од особено клучно важење во поглед на нетирањето. Сите овие новини даваат свој особен придонес во пошироката и сеопфатна реформа на финансиското законодавство, кој се случува последните години и представува клучно парче во оваа сложувалка. Да потсетам дека наскоро започна и примената на овие нови закони и со тоа влегуваме во една фаза на практика која е нова и возбудлива територија за сите нас. Би сакал повторно да истакнам дека АЦ Македонија е еден од суштинските партнери на овој проект и вашата активна соработка во делот на подготовката на законските измени е клучна во постигнувањето на заедничките цели и стремежи за модерен пазар. За крај би сакал да ви посакам успешна работа и уште едно успешно годишно собрание и до наредното да имаме уште повеќе конкретни резултати од заедничката работа. Ви благодарам на внимание.